но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Како што предмалку најавив, од денеска ТВ Нова во овој термин стартува со серија дебати, претежно или доминантно со представници на политичките партии, на актуелни теми кои претпоставувам дека и самите партии ќе ги експлоатираат во текот на оваа кампања, во своите конвенции, говори, платформи и средби со граѓани, со значи образование, меѓуетнички односи, култура и така натаму, економија. Но, бидејќи денеска е прв ден на кампањите, се уште немаме генерално слика како кампањата ќе тече. Првите митинзи туку што започнаа, ТВ Нова информираше за нив. Значи, претежно информациите се главни во оваа фаза од кампањата, но нема да изостанат и анализите и коментарите за да гледачите и граѓаните, гласачи добијат една генерална реална слика што се случува на терен. Значи, и денеска е последна од серијата дебати со експерти и ќе говориме на генерално на стандардни две теми, а тоа е кампањата, ветувањата до изборите и политичката ситуација во Македонија по изборите. Значи, ова е до изборите една тековна фаза, но исто така сериозна тема е за тоа што се очекува после овие избори, бидејќи многу се очекува не само до денот на изборите, туку и потоа по кој пат ќе тргне Македонија. Мој вечерашни гости, Иванка Додовска, добро вечер, универзитетски професор, Алберт Муслију, добро вечер, политички аналитичар, и Далибор Ивановски, добро вечер, професор исто така. Додовска, почнувам ставно од десно и единствена сте дама овдека. Би сакал вашиот политички коментар и анализа на едно стандардно прашање од денеска, па 20 на дена, ќе бидеме сведоци на каравани, партии кои што ќе врват низ македонските села и градови. Тој има можност, освен како досега, да речеме генерално, кој што преку медиумите им се обраќава, сега сите ќе имаат можност да се сретнат со граѓаните, со своите гласачи, и оние кои што ги поддржуваат, и оние кои што не ги поддржуваат, и оние неопределените. Во овие средби, во овие кампањи, на кого генерално партиите му се обраќаат? На своите, на туѓите или на неопределените, или генерално на сите? Многу добро прашање. Благодарам, Љубиша, на поканата и на можноста овој прв ден од стартот на предизборната кампања да бидам дел од овој општествен процес. Се надевам дека веќе сите, нели, како што очекуваме, обичните граѓани во Македонија, дека политичката криза ќе почне да се разрешува. Првиот чекор се разбира се направи со вториот договор од Пржино. Вториот чекор е конечно 11 декември и понатаму третиот и оној завршен чекор што очекуваме дека ќе треба да се случи и оно што и вие го кажавте, а тоа е пост изборието, тоа е прашањето кој ќе освои власта, со колкаво мнозинство, со каков капацитет, како на кој начин и за колку брзо време ќе се формира новата влада и конечно Македонија во 2017 година по празниците да влезе во еден нов, да кажам, во една нова етапа, со еден нов бран на позитивна енергија, се надевам, во новата година, со што ќе почнат да се разрешуваат одредени прашања кои во изминатиот период видовме дека се можна горливи. Од аспект на она конкретно што ме прашавте, а се однесува на тоа кому се адресираат политичките партии, сите овие коалиции и сите овие нови ентитети кои што за прв пат излегуваат на македонската политичка сцена за време на овие предвремени парламентарни избори, ценам дека по логиката на нештата пред се истите ќе се обраќаат на оној стандарден
или собствен електорат кој што оние кои што досега им традиционално веќе си имаат и така како и новите кои што сега ќе се обидат да земат дел од тоа парче, дали се работи центар лево или центар десно. И се разбира се уште за жал повторно присутен етничкиот принцип. Ние малку со колегите пред да влеземе во студиото прокоментиравме, ценам дека таа дебата ќе преовладува во наредните 20 на дена. Повторно се наметнува етничкото прашање или индиректно се создаваат некои, да речам, суптилни тензии околу етницитетите или етничките групи во Македонија, веројатно со многу сложна намена. Во овој момент мислам дека во однос на тој корпус на прашања, недоследноста или недостатокот на комплетно некоја нова програма или некакво ново решение за Македонија после 2 години, да речам, издувен балон на многу негативна енергија, продадени надежи, соништа, продавање на сопството, но продавање и на интегритетот пред меѓународните релевантни институции, погрешен повторно чекор, лош избор за опозицијата. Ќе видиме дали и како тоа ќе се реперкуира во однос на нивниот стандарден електорат, колку ќе изгубат, колку ќе добијат. Пред нас е 20 на дена, секој ден се смета и секој ден може да очекуваме нешто ново. Лично очекувам дека овој пат кај сите политички елити ќе мора да се покаже нивото на зрелост и стандардите кои што се веќе поставени. Ќе мора да се разбере дека во сиот овој процес сите ние бевме некако втурнати во еден вител во кој што не знаевме што тоа се ќе ни донесе. Прашањата кои што ги отвараат старите проблеми или отвараат некои, да речам, прашања кои што ценам дека треба да останат во минатиот век, зборуваат само за безидејност или за одредени други сценарија кои што немаат директна врска со тие теми кои што вака се пласираат во јавност, но колку сето тоа ќе има ефекти, како ќе загризе електоратот на сето тоа, ќе видиме на самиот ден на изборите или самите граѓани ќе го дадат одговорот на она, на таен начин најгласно ќе се изразат и ќе го изразат своето задоволство или незадоволство од понудените програми кои што ќе ги видиме во наредниот период. Да, благодарам на првиот дел одговорот. Алберт, после пред да ве прашам, само да кажам за гледачите дека од време на време или може да се вклучиме во митинзите, бидејќи сепак сме дел од една информативна програма, ова не е сосема засебна емисија, доколку има можност да се вклучиме во митингот на ВМРО ДПМН во Охрид, каде што ќе говори лидерот Никола Груевски, ќе се вклучиме, бидејќи во вестите веќе го имавме лидерот на СДСМ Заев за некој објективен пристап со однос во реално време да ги имаме двајцата лидери. Ќе ме замолам да имате трпение да се вклучиме во информативниот дел на оваа програма. Мислим, во Македонија, на Балканот, веројатно на Запад, граѓаните најмногу внимаваат на економијата. Нашите граѓани, без разлика што живеат од економија, од стандард, многу сакаат да говорат за политика. Веројатно и во кампањава ќе се говори и за економија, ќе се говори и за политика, бидејќи за политика сите се разбираме, нели? Каков тип на кампања очекувате? Дали тоа ќе биде по сите стандарди, жестока и остра, но мисля, че и секаде е таква кампањата, и во Америка и во соседството. Добро, во Америка прв пат е на тој ниво, што кај нас е стандардна. Да, добро, значи рекоме дека тие се балканизираат, малце? Очекувам... Ние нема да се американизираме. Да, па не можеме ми ја појќа од тоа што сме. Ние сме постари од... За среќа не ни дозволуваат баш тие нашите западноевропски партнери. Каква кампања? Очекувам жустра кампања и очекувам кампања која ќе се трудат двете поголеми партии да водат во правец кој они сакаат. На прашањето кон кого се обраќаат, значи се обраќаат прво до своето членство. За жал се обраќаат до една категорија, баш ради тоа ми имаме овој вид на водење политика со големи собири, затоа што има еден одреден дел на гласачите кои реагираат на победникот, конформистички. И тоа е дел од нашето политичко милје. Ако вие створите така
уверување дека вие сте победник, има одреден број на граѓани кои реално ќе ви се приклонат. Зошто тоа да своите се обраќа, да речеме, тој феномен? Па за да се одржи, видите се. Во секој случај, на секои избори, во најнепогодна ситуација е тој што победил на минатите, затоа што он, значи ако тоа го декларира како голема победа, треба да се труди да го задржи тоа. Така да е и подиверзен е тој спектрум на тие што гласале. Ние знаеме отприлика какви се базите на партиите. Ова другото е што владење, што соработка, што коалициски партнери, но во секој случај има одредени квантуми, не е праката иста за сите. Само некако се измести тој број, ако генерално со која цифра. Неќам да лиферам, ако во една Америка може да промаже. Но во секој случај има, ако на 3 избори последователни се појават истите бројки, тоа не мора да имаме на избори. Ќе ги имаме тие бројки, секои 4 години ќе ги потврдиме. Значи бројките се менуваат. Но има одредена база на која партиите сметаат, не ова ја што сум тоа партиите сигурно сами го знаат. Има одреден број на луѓе кои на балконот се приклонуваат кон победникот. Тоа го има и во странството секако помал број, баш поради политичката култура. И третото е неопределените. Сега неопределените се поширок појам. Сите партии на различен начин им се обраќаат на неопределени. Тие кои се во опозиција сакаат да го дигнат ентузијазмот, да го уведат, значи неопределените се од разни причини. Некои не веруваат во системот, некои не се бават со политика, некои ова, некои она, значи тие се најразлични. Кога се обраќате до партиската база, имате одреден вид на пораки. Но кога се обраќате до овие каде што има 25.000 интересни групи, значи тука пораката треба да биде по-концентрирана и тоа е нормално, не е тоа нешто што ние сме го измислили. Коим се обраќање? Значи на нив, например, опозицијската... Дел од партиите, мислите? Да, партиите. Исто така. Сакат да им го дигнат ентузијазмот, дека ќе им понудат промени, додека владеачките отприлике не сметаат многу на нив, затоа што имале прилично број на време нив да ги мотивираат. Не се случило тоа, така да тие интересни групи за нив не се таргети као нови гласачи, туку се трудат да ги минимизираат што е можно поеќе. И во светот, кога имаме промени, имаме нови гласачи. Ова се случи во Америка. Изненадувањето беше дека голем број на гласачи од тие што не планираат да излезат, излегуваат, додека тие кои требаше да излезат од владеачката не излегува и се случи смената. Значи тоа е стандардна процедура, не е тоа нешто. Но еден феномен, не би завршите. Сакам да го кажам ова, дека верувам дека владеачката ќе се труди да зборува за по микропроекти, по активности, затоа што била на власт, има што повеќе да понуди. Не може да понудите вие проекти од пред 2 години, а да сте во опозиција. А опозицијската ќе се труди да нуди визии и со визиите да ги привлече граѓаните. Иако и навика дека ќе има тенденција на таа етничката компонента да се експлорира што повеќе, верувам дека тука оваа ситуација сега е многу поспецифична. Не е како минатите избори, каде што албанските партии се труде да го земат гласот, вика дека тие ќе ги заштитат интересите на албанските граѓани, додека македонците ги бараа гласовите од граѓаните со разни програми. Враќањето пак на бројката 63 не враќа на старата приказна, дека ние ќе ве штитиме од нив, а тие викаат ние ќе ги реализираме вашите права. Во оваа ситуација тоа може да донесе до незгодна ситуација, затоа што влегуваме у предизборна кампања каде што многу прашања веќе се поставуваат. Може толку тензично да дојде помеѓу тие исти партии да самата соработка, затоа што сите граѓани во Македонија знаат дека после изборите ќе имаме некоја албанско-македонска коалиција. Таа иста коалиција може да се отежне, да баш тенденција да се добијат лесни гласови преку само реторики, само големи зборови, да им ја отежне работата во соработката потоа, затоа што ќе навлезат во некои ветувања и едната и другата страна, кои ќе биде тешко да ги хармонизираат во една заедничка програма, затоа што ако одите во крајност, да го ставиме овој дел. Не, овај може да го експлорираме уште повеќе. Да. Можеме цела емисија да посветиме на тоа. Сепак време е за прв прекин на програмата за реклами. Режија, така, добро ве разбрав, а потоа продолжуваме со дебатата. Дека можеме да се вклучиме во волхите од митингот на ВМРО ДПМН. Во овој момент би велат дека говори лидерот Никола Груевски.
Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Најголемата победничка коалиција во Македонија. Драги пријатели, браќа и сестри, повеќе од 900 дена поминаа од минатите избори и исто толку после големиот митинг што го имавме во Охрид за изборите во 2014-та. Избори на кои што победивме со огромна разлика, а нашиот политички противник, не сакајќи да се соочи со реалноста, дека народот не ги прифаќа и не ги поддржува, односно дека не им верува, одби да ги прифати резултатите од тие избори и тргна во спроведувањето на сценариото чија крајна цел конечно јавно се откри после еден куп на перипетии и игри. Конечно стигнавме да го слушнеме директно она што сите ние го знаевме, она што се слутеше дека е, а некој можеби и не сакаше да го поверува, но сепак се испостави дека е точно. Сценариото кој опозицијата две на државата и сценарио за воспоставување на некоја нова држава, која кој знае како ќе заврши на крај. Многу сериозна изјава на лидерот на опозицијата за да помине туку така. Пресериозен и прегласен збор за да остане нечуен и да остане неказнет од народот на Македонија. Веќе на сите им е совршено јасно се. Дури и на поддржувачите на опозицијата им е јасно дека биле изигрувани и дека и бомбите, и протестите, и шаторите, и диво населје, и закрвувањето на македонците меѓу себе, се било и се уште едно големо сценарио против нашата држава и ништо друго. Опозицијата, наместо коректив на власта, се претвори во символ на деструкција во државата. Пробаа се. Беа подготвени да се соединат со секого, само за да дојдат на власт. Не им беше важно дали народот ги сака или не, дали им верува или не им верува. За нив друго беше поважно. Секогаш кога ќе се потпреш на некој друг, а не на тој што треба, на својот народ, секогаш губиш. Тоа ќе се случи и на 11 декември. Тоа ќе го снајде СДСМ на 11 декември. Повторно и повторно ќе се уверат дека кога се подпираат на други сили, а не на собствениот народ, губат и ќе губат. Тие го подценија нашиот народ, нарекувајќи го со поградни зборови. Народот на овие избори ќе им покаже, ќе им докаже на сите дека не може на сила, со закани и уцени, да се наметнуваат решенија кои немаат поддршка од народот и се спротивни на националните и на државните интереси на Република Македонија. Не може. Тоа ќе го покаже овој народ на 11 декември. Сите за живе достоинствен народ, кој знае да каже не кога се работи против неговиот, и против државниот интерес. Дека не може да се добие доверба без да се понуди реална и остварлива програма. Нови избори, освен тоа што треба да се гласа за нас, со тоа треба да се гласа
и против опозицијата. И така, со гласот против опозицијата ќе докажеме дека само граѓаните одлучуваат за оваа земја и никој друг. За иднината на овој народ, на оваа држава, одлучуваат само овие граѓани кои живеат во оваа држава, а не некој однадвор кој сака да ни скрои капа по негова мерка. Со нив може да има промени, но само промени на полошо. Со промени на името, без и воопшто да се преговара. Со промена, со воведување на двојазичност на целата територија и јасни и отворени сигнали и пораки за федерализација и кантонизација на Република Македонија, што е последен чекор пред распарчување на државата. Но еве и други конкретни причини зошто сметаме дека ја заслужуваме вашата доверба. СДСМ ветува се и се што, без да води сметка дали тоа е возможно да се оствари. И најважно, како тоа планираат да го остварат. И тоа е еден вид на подценувачки однос према народот. Ветува и се од ракав, демек народот не разбира, демек народот ќе ти поверува се, што и да му ветиш, колку и да е тоа нереално, колку и тоа да е лажно. Тоа е еден сериозно подценувачки однос кон сопствениот народ, кој што СДСМ го практикува подолго време и ќе го практикува и во овие избори, затоа што веќе започна така. И повторно ќе биде казнувана додека не се промени од овој народ, од оваа Македонија, од овие граѓани на Република Македонија, од македонците, од албанците, од турците, од ромите, од србите, од бошнаците, од власите, од египчаните, од сите останати граѓани на Република Македонија. Повторно ќе покажат дека знаат кога некој лаже, дека препознаваат, дека се мудри, дека се свесни и дека не дозволуваат да бидат измамени од еден обичен измамник и од една негова група која што постојано се обидува со нереални работи и со измами да дојде на власт. И најдобар пример дека немаат никаква идеја нешто конструктивно да направат е фактот дека тие се веќе во владата подолго од 10 месеци. И од нив не видовме досега ни едно добро дело во овие 10 месеци, ни еден предлог, ни една мерка која ќе им го подобри животот на луѓето. Една година на функција, ништо добро од нив. Ги видовме и на власт. Бара власт, добија власт. Ги видовме и во министерствата, ги видовме секаде и во македонската телевизија, каде што добија место уредник на информативната програма, ги видовме на оние места за кои што најмногу критикуваа како ќе се однесуваат. Овие луѓе мислат само на деструкција и на креирање хаос. Но од нив не чувме ни една мерка за подобар живот за вашите реални проблеми. И додека тие креираа кризи, ние работевме и остварувавме проекти за народот. Дури и во времето кога бевме најжестоко нападнати, кога тие создаваа хаос, кога создаваа заблуди, манипулации, ние не се откажавме од она што го имавме ветено на народот, на граѓаните, на вас сите. Продолживме да работиме на проектите, продолживме да работиме на мерки за подобар живот на нашите граѓани, на нашиот народ, на оваа држава да оди напред и да се развива. И во сиот тој метеж што ни го создадоа, отворивме нови 160.000 работни места, од кои само во последните 2,5 години отворивме нови 39.000 работни места во Македонија. Додека ни демонстрираа пред владата, додека го бојадисуваа градот, додека манипулираа
9.000 работни места, а во сиот овој период додека сме во владата 160.000 нови работни места. Невработеноста ја намаливме од рекордните 38,7% на 24%. Македонија продолжи да гради успешна бизнис клима и беше рангирана на 5-то место во Европа и 10-та во светот. А да ве подсетам, беше 94-та во светот кога дојдовме во владата. Според Doing Business на Светската банка. И прва во светот според извештајот на IBM за ново отворени работни места како резултат на директни инвестиции по глава на жител. Во периодот на криза продолживме со зголемувањето на пензиите. Минатата година тие се покачија за 5%, а исто толку се покачуваат и оваа година со исплатата на ноемвриските пензии во декември. Од 2006 до денес во просек се зголемени пензиите во Македонија за 70%, а најниските за над 90%. Обезбедено е изголемување на социјалната помош, па дури и во кризната 2015 година социјалната помош порасна за 10%, а во 2016 за нови 5%. А таа во сиот овој изминат период порасна за повеќе од 65% во време од периодот во времето кога дојдовме на власт. Ветивме и се реализираше, веќе почна да се реализира новиот проект наречен Купи куќа за млади до 35 години, со кој директно им се помага на многу млади луѓе до 35 години да си обезбедат куќа под исклучително поволни услови со поддршка на државата, со многу силна поддршка на државата. Проект каков што нема никаде. Проект каков што немало и никогаш во Македонија. Единствена можност за младите луѓе со 80% поддршка на државата да дојдат до собствена куќа. Се градат 3 нови автопати, Демиркапија Смоквица, кој треба да биде готов наредната година. Автопатот Скопје-Штип и автопатот Кичево-Охрид. При крај изградбата на експресниот пат Велес-Кадрифаково-Штип, а активно се гради и експресниот пат со 4 ленти градско прилеп. Во последните неколку години завршивме 404 локални патишта во должина од 750 километри, инвестиција од над 65 милиони евра. Набавивме 150 нови вагони од различни типови за товарен превоз. Вкупната инвестиција беше 15 милиони евра. Извршивме и набавка на 6 нови патнички возови и инвестиравме дополнителни 25 милиони евра во тоа. Продолжија инвестициите и во образованието. Во последните 2 години се отворија 11 нови училишта од вкупно 74 нови кои ги изградивме. Над 400 училишта беа реконструирани, од кои во последните 2,5 години 92 училишни објекти за што се инвестирани 9,5 милиони евра. Отворивме 54 нови градинки, од кои во последните 2,5 години отворени се нови 29 градинки, додека овие шетаа низ улиците и ги бојадисуваат зградите. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, за периодот 2006-2016 обезбеди вкупно 1 милиарда и 55 милиони евра за македонските земјоделци, за македонското земјоделие, за македонскиот земјоделец. Обезбедивме субвенции повисоки од било кога за тутунопроизводителите, за производителите на млеко, на месо, за градинарските култури, за овоштарите, за производителите на ориз, за пчеларите, за сите останати. Македонските земјоделци набавија над 2000 трактори и околу 7700 парчиња на друга земјоделска механизација и ја обновија старата механизација по принцип 50-50. Го намаливме ДДВ-то од 18 на 5% за сточната храна, на суровото масло за производство на храна и на живиот добиток, како и на редица други производи
кои што го олеснија и поевтинија животот на граѓаните. Направивме многу и во Охрид. Германскиот Костал ја започна со работа. Ги прими првите вработувања, а до нова година ќе достигне до 200 вработувања. Планираат директни 1000 нови работни места, плюс многу индиректни. ОДВ Електрик исто така и работи во моментот и гради нова фабрика. И двете ќе завршат со нови фабрики во слободната економска зона Охрид-Струга со 2000 директни вработувања, плюс веројатно уште 1000 индиректни вработувања. Ќе продолжиме и со нови компании во Охрид, на што работиме во моментот. Инвестиравме над 138 милиони денари во реконструкција на локалните патишта во Охрид. Ја изградивме обиколницата во Охрид, а во делот на здравството комплетно е реконструирана и општата болница во Охрид, за што инвестиравме околу 5 милиони евра. Набавивме најсовремена медицинска опрема во општата болница во Охрид, во специјалната болница Свети Еразмо и Заводот за кардиоваскуларни заболувања во вкупна вредност од околу 3 милиони евра. Отворивме нов државен универзитет во Охрид, Универзитетот Свети Апостол Павле, и го развиваме и понатаму. Адаптиравме нови простори за него во касарната, а наскоро ќе се изгради таму и спортска сала. Функционираат 5 факултети, ќе има и нови. Нашата нова програма, драги пријатели, е реална и содржи над 500 страници. Ова е нашата нова програма. Ова се новите проекти за Македонија, новите проекти за Охрид, новите проекти за македонците, за албанците, за турците, за ромите, за србите, за бошњаците, за власите, за останатите. Новите проекти кои ќе ја придвижат Македонија напред. Конкретни дела кои се занимаваат директно со секојдневните проблеми на граѓаните и нудат решенија за нив. Отворање на нови работни места, зголемување на плати, на пензии, на социјална помош, субвенции во многу области, инвестиции, градење на инфраструктура. Сето тоа е содржано во оваа нова програма. Дозволете да избројам неколку делови од нашата програма наречена реално, затоа што тоа што ние го нудиме, тоа што ние го ветуваме е реално. Реално и остварливо. До крајот на 2020 година ќе ја намалиме стапката на невработеност од сегашните 24%, некаде помеѓу 17 и 18%, со отворање на нови 70.000 работни места во Македонија. Тоа е нашето ветување за наредните 4 години. 70.000 нови работни места. А покажавме и докажавме дека знаеме и можеме да го правиме тоа. Ќе ги зголемиме платите во јавниот сектор за најмалку 10,25%. И ќе ги зголемиме пензиите на пензионерите исто така за најмалку 10,25%. Социјалната помош на оние кои најмногу им треба, на примателите на социјална помош, ќе ја зголемиме во овие 4 години за 50%. Минималната плата до 2020 година постепено ќе расте и ќе достигне 14.000 денари, а во текстилната индустрија и кожарската до 13.500. Со цел креирање на нови работни места, предвидуваме еден многу значаен проект наречен рурални развојни зони во населените места кои се на листата на рурални подрачја, а детално наведени во нашата програма. Од инвеститорите ќе се бара минимум 80% од вработувањата да бидат нови вработувања. Во овие зони инвеститорите ќе имаат услови слични, но и подобри и повисоки од оние во слободните економски зони, меѓу кои ослободување на данок од добивка и персонален данок на доход за вработените,
за период од 10 години, ослободување од царина и ДДВ за увезената опрема, за инвестициите што ќе ги направат, подетално опишано во програмата. Со други зборови, драги пријатели, што значи проектот Рурални развојни зони? Рурални развојни зони е проект кој значи дека секој еден кој во наредните 5 години ќе започне градба на фабрика, хотел или на земјоделско дистрибутивен центар и неколку други сектори. Во наредните години секој што ќе започне таква градба во било кое село во Македонија, дури и оние кои се најблиску до градовите, или пак во градови кои се со помалку од 10.000 жители, ќе ги има истите и подобри услови отколку во технолошко-индустријските развојни зони. Ќе биде ослободен од данок на добивка 10 години, ќе биде ослободен од персонален данок 10 години, од царина и ДДВ ќе биде ослободен за набавка на неговата опрема и тоа што го нема во зоните ќе биде ослободен од плаќање на придонеси во износ од 50% од придонесите во период од 10 години откако ќе започне со работа. Тоа е една шанса која не е дадена во ниту една друга држава во светот и која ќе биде единствена во Македонија во наредните 5 години. Тоа е шанса која ќе искористат многу стопанственици, која ќе искористат многу граѓани кои имаат предприемачки дух, да отворат свој бизнис, да се вработат, да вработат и други, да се намали невработеноста, да се вработи овој народ кој е невработен. Проект кој е уникатен, проект кој е голема шанса за Македонија, голема шанса за сите невработени, но и голема шанса за вработените. Затоа што колку повеќе се намалува невработеноста, толку повеќе ќе растат платите на оние кои веќе се вработени, бидејќи конкуренцијата ќе расте и ќе има се помалку невработени и автоматски и вработените ќе можат да бираат други работни места со повисоки плати. Платите на вработените растат во економии во кои што се намалува невработеноста. Со овој проект тоа ќе се случува и во Македонија. Драги пријатели, имаме и втор значаен проект, кој се нарекува жртви на транзицијата, компании жртви на транзицијата. Ќе го реализираме и овој проект за рестартирање на стопанските капацитети кои се жртви. Да, продолжуваме со дебатата, ни остана уште некој време да завршиме. Господин Јовановски, сите велат ќе биде жустра или жестока кампања. Предпоставам сите на тоа мислат на вокабуларот на лидерите на партиите или оние што ќе водат кампањата. Предпоставам никој не мисли дека ќе биде жестока во негативна конотација меѓу граѓаните. Тоа е една сепак една друга култура на изразување. Жестока, па ние и во парламентот сме сведоци во изминативе години кога се водат жестоки дебати, полемики околу секое политичко прашање меѓу политичките партии. Историски и културолошки гледано, по што Македонија би се разликувала од останатиот свет во кампањите и во понудата, генерално, во организирањето партиско или политичко? Прво да се заблагодарам за поканата да учествувам во оваа дебата. Поведете во секој представува голема чест и да ги поздравам гледачите на вашата телевизија, кој повеќе од пола емисија пројде. Македонија, за разлика од нашите соседи, нема демократска традиција пред 1990 година. Точно е дека и во некои од соседните држави, Република Албанија, Република Србија, Република Бугарија, имаше еден така наречен реал социјалистички или комунистички систем, меѓутоа во овие држави пред Втората светска војна имаше развиена каква таква парламентарна демократија со сите мани. Ние за жал тоа за прв пат го доживеавме во 1990 година. Моравме интензивно да учиме на
и учиме, меѓутоа демократски избори, забележуваме кампањи и така сите што се бавиме со историјата и кога сакаме да направиме некоја паралела со сегашноста, дека нешто сме научиле, нешто не сме научили, дека ни треба уште долго. Се чувствува се чувствува кај сите политички субјекти во Република Македонија. Например, еве да земеме Република Грција како еден пример, без разлика на моменталните не баш добри односи со нашиот јужен сосед, меѓутоа таму од 1875 година поразениот на изборите ја признава победата. Кај нас следиме овие 25 години дека често се случува поразената страна да ги оспори резултатите. Зошто ја споменав Република Грција? И таму после 45 години слободен живот, па и создавање на некои политички групации, се воделе жестоки дебати во парламентот. Меѓутоа, кралот Георгиос не сакал да дозволи најголемата политичка групација, не говорам за политичка партија, да има власта. Сметал дека така полесно би раководел со државата. Еден политичар, Харилаос Трикупис, напишал една не многу пријатна статија за грчкиот крал, во која го обвинил за состојбите во Грција. Што се случува? Кралот го затвора Трикупис, меѓутоа сватил дека му е таа голема грешка. Го ослободува и токму тој станува првиот грчки премиер кој што има некакво мнозинство во парламентот. И од 1875 година наваму забележуваме дека во Грција не е проблем поразениот да ги прифати резултатите. Иако и таму се жестоки политичките Очекувате се кај на случи тоа? Се надевам дека изборите... Заради што се надевате? Затоа што се договорили лидерите на политичките партии дека има нормални услови за одржување кредибилни избори? Се надевам дека ќе се гледа националниот интерес. А националниот интерес говори да заврши политичката криза во Република Македонија и да може државата да оди понатаму. Ќе заврши со изборите, очекувате да заврши? Се надевам, реков. Не можам да бидам многу конкретен во овој период, меѓутоа се надевам дека ќе дојде до почеток на завршување на политичката криза во Република. Оти многу очекуваат, особено странците, а веројатно и ние ако се смират страстите околу избориве, дека по изборите ќе не чека еден период на консолидирање на економија, демократија, судство, реформи кои што нормално. Тоа е нормално, значи после секоја политичка криза треба да следи период на консолидација. Еве да го земеме примерот со Република Бугарија. Досегашниот премиер Бојко Борисов 2 пати поднесува оставка и сега Бугарија во една условно кажано политичка криза, не во такви размери како што е Република Македонија. Ќе видиме како ќе се развива таму ситуацијата, бидејќи Борисов стави јасно до знање дека ќе го врати мандатот, ќе ја врати и понудата од страна на председателот Плевнелиев, но исто така стави јасно до знање дека нема да учествува во никаква преодна влада. Што значи во секоја држава кој што има политичка криза, на Балканов забележуваме дека во многу држави има политичка криза, еве Црна Гора кој што ќе влезе во НАТО наскоро, ево една длабока политичка криза. По завршувањето на кризата следи период на консолидација, ќе видиме колку тој период долго ќе трае. Додоска, вие и останатите веќе ја почнавте една тема постизборна, да наречем, бидејќи завршивме со ова како би изгледала кампањата, очигледно ќе не чека 2 или 3 ситуации што ќе бидат дискутабилни. А тоа е ова враќањето на евроатлантската интеграција, што значи ќе се сочиме повторно со прашањето на името, веројатно, бидејќи како и да е политичката агенда, критериумите на некој начин повеќе или помалку ќе се исполнат. Ќе се сочиме со зидот на името и Грција. Второ, ова што сега се почнува во екот на кампањата, се меѓуетничките односи за кои што говорите, за кои што мисливо смета дека може да биде дискутабилно во формирањето на коалиција меѓу победничката македонска партија и партијата од албанскиот табор. Овие два приоритета како ќе ги избалансираме? Не ние, мислам, тие што ќе бидат во ситуација да формираат влада. Нека име Господ на помош, како вели народот на тие кои што ќе ја формираат владата. Знаете како, има еден, во целиот овој процес, едно парче од мозаикот кое што недостасува.
И моето чувство или она, како да кажам, бидејќи јас сум теоретичар и моите анализи ги правам врз база на тоа што ги имам како релевантна информација медиумска, преку изјава, преку настани, па преку анализа и компарација. Цена, дека целава оваа ситуација која што ви се случи во Македонија, не велам дали била потребна, непотребна, тоа сме го дискутирале многу пати во изминатиот период. Како се случи и зошто се случи, мислам дека има исто така еден народски израз, турцизам е, вели треба некој изим да ти даде за да нешто се случи. Тој изим беше даден во рацете на господинот Зоран Заев со јасна причина. Далеку од тоа дека некој сакаше да ја поттикне опозицијата во Македонија да се врати на власт. На власт се враќате ако ве сакаат граѓаните, ако ви дадат доверба. Ако не, нема да освоите власта или ќе едноставно можеби треба да побарате друга професија. Во овој случај станува збор за нешто поглобално. Мислам дека минатиот пат кога говоревме кај вас во емисија со господинот Никовски, малку ја начнавме таа тема, но повторно ќе си дозволам да споменам од аспект на тоа што мислам дека е значајно. И денеска председателот на Република Македонија, професорот Ѓорги Иванов, од Софија прати пораката за 20 до 30 милиони потенцијални мигранти кои што стојат пред вратите на Европа. Доаѓаат процеси кои што во нареднава декада и декадите по неа, до крајот на 21. век, повторно ќе ја менуваат мапата на најзначајната географска одредница на светот, тоест Европа. Доаѓаме во процеси кога суровиот капитализам ги достигна врвните граници и кога териториите кои што беа од империјален поредок трансформирани во национална држава во 1919 година, или со поедноставни зборови, проектот на националната држава, за кој што и Фукујама рече дека нели доаѓа крајот и така натаму, и голем број теоретичари на крајот од минатиот век дебатираат дека нели завршува, не заврши и мора да му се стави крај, бидејќи очигледно е дека големите риби секогаш ќе бидат големи риби, малите риби ќе бидат мали. И дека територијалните или како да ги наречеме националните граници ги надминуваат логиката на човечкото битисување. Тоа е голема филозофска и антрополошка и социолошка и економска тема. Сите тие фактори да ги собереме во едно сумарно значење во однос на Македонија, токму така, говорат за тоа дека во големата слика големите фактори или големиот фактор или големите сили или големата сила, можеме да имаме варијации на тема, имаа потреба од реализација на одредени процеси кои што не се случија баш онака како што е намерува. Ако погледнете малку на регионално ниво, ќе видите дека многу слични процеси, како што ни се случија нам, се случуваат насекаде околу нас. И тоа ќе продолжи во континуитет да се случува. Ќе се случува и во Албанија, ќе се случува и во Црна Гора, и во Босна и Херцеговина. Значи вака, потребно е во регионот на Југоисточна Европа, токму така, во целиот регион на Југоисточна Европа е неопходно да се има вазални владетелства. Како некогаш. Оние кои што добија изим од големите сили да формираат национални држави и кои што едно време дури се навистина помислеа дека се еднакви помеѓу еднаквите, сега треба повторно да се стават во ред, за да има, треба да има една контрола, треба да има одредени прашања за кои што се смета дека треба да се бидат прифатени по некакви на некаков тип на Во Хрватска имаме вазални, во Словенија имаме вазални, во Бугарија имаме вазални, во Албанија имаме вазални влади. Видете што му се случи на Бојко Борисов. Видете, значи, традиционалната врска на партијата на Борисов, например, со партијата на ВМРО-ДПМН и Груевски. Во даден момент самиот Бојко Борисов даде изјава дека тој не сака да се види со Груевски, дека тој се отргнува од него и така натаму. Очигледно е дека проблемот беше во смената на ВМРО-ДПМН и посебно на Никола Груевски, од аспект на тоа што моја претпоставка е дека тој не се согласи за некои прашања кои што веројатно беа ставени на маса. И кога имате таков тврд политичар, а кој доаѓа од мала држава, фрагилна држава, обкружена со голем број на нерешени прашања и слаба економска состојба, многу лесно можете да најдете начин како да продуцирате криза. Јас тврдам дека во таква ситуација беше изнеден
значи по лик и по дело господинот Зоран Заев. И ќе ви кажам уште една работа. Бидејќи мене постојано ми се случува да ги анализирам левичарите. Ќе ви кажам една работа. Погледнете само од повторното доаѓање на Зоран Заев на партиското кормило, па навамо. Колкав процент од поддржувачите на поранешниот председател на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Бранко Црвенковски, останаа во партиските раководства или останаа визибилни? 99% се дистанцирани, трнати, пацифизирани или се дисперзирани по некој невладен сектор и така натаму. Тоа е така, бидејќи автохтоното на традиционално и стабилно социјалдемократско ткиво исто така поседува прашање за кој што не сака да даде одговор. Зоран Заев му требаше да изврши една друга сценарио за кој што тој добро си го спроведува и ќе дискутираме во наредниот период за истото. Веројатно. Муслим? Коментар? Морам малце коментари. Да. Види, кај нас, иако сме ние мала држава, имаме големи идеи. Имаме тенденција да се факторизираме превише. Ја разбирам тенденцијата на председателот нас да не стави во големата мапа на одлучувачи во однос на сириската криза. Ние сме окружени и од НАТО и од Европска унија. Значи не можеме ние да ја браниме Европска унија од Сирија, кога кај нас иде преку Грчка. Значи ние од Европска унија ни транзитираат во Европска унија и за среќа или за несреќа не сме таргет држава. Ја мислам дека тие сирици овде може да ги задржиме ние само ако им ја затвориме излезната граница. Ние имаме голем екзодус на наши граѓани кои одат од Македонија каму се нам да не се натрупаат сирици тука. Ви велам, тоа може да се случи само ако ваму не се контролира границата, ваму да се затвори, тоа ќе биде времено. И ние низ тоа сме поминали. Ја истата реторика ја слушав и 99-та година, кога поради X причини се правеа милион сопки да не им се побегне на бегалците од Косово, со изговори дека ќе се смени етничката карта на Македонија и не се случи тоа затоа што во една држава каде што младите сакат да излезат, сигурно другите неќе да дојдат. И не можеме ние да се факторизираме. Можеби тоа во политичкиот момент е функционално, можеби е некој аргумент, но ние не може да се ставиме во улога на Турција во однос на сириската криза. Турција е бафер. Турција е помеѓу Европската унија и Сирија и затоа има 3 милиони сирици таму. Грчка сигурно има повеќе сирици од нас. Дури само да го Добро, за не биде бегалската криза повторно доминантна. Не, ама ова треба веројатно што не го причаме Тоа е прашањето на 21 век. Таа промена што се случи. Се додека Европската унија е богата регија, секогаш ќе има тенденција на миграции. Ние имаме мигранти од тука, ја имам и од наши семејства кои оделе во Европска унија и во 60-тите години или 70-тите, кога Југославија била во економски подем. Но ова сакам да го кажам. Значи, после 11 декември, јас сум прилично сигурен дека европската агенда ќе се стави. Но сум сигурен дека ќе ни треба многу работа да стигнеме до зидот на името. Верувам дека една од поентите кои сме сакале као општество да поентираме, дека одолговлекувањето на членството во Европската унија поради проблемот со името нам ни генерираше внатрешни проблеми. Но за внатрешните проблеми не може да ги кривиме другите, затоа што ја не знам лидер на опозиција во свет кој кога би имал материјали инкриминирачки, какви што ги имаше опозицијата, не би ги експлорирал. Дури верувам дека би ги експлорирал уште повеќе. А од друга страна имаме процеси во соседството, кои не се генерирани од политичката криза од овој модел кој ние го имаме. Значи, Албанија оди низ длабок процес на реформи во судството. Длабок процес. Каде што секој обвинител, секој судија ќе оди низ еден процес на ветинг во кој се вклучени странските партнери. Косово го помина тоа со специјалниот суд. Србија тоа го помина. Србија има и специјален суд. А Бугарија ќе помине низ тие реформи. Во Румунија имавме тектонски поместувања, имавме градоначалник уапсен, имавме кривични пријави против премиерот. Значи, вниманието на нашите партнери се сврте кон Балканот, затоа што нашите политички елити не покажаа доволен степен и на државност и на одговорност да таа демократија, која секогаш е чувствителна во вакви територии, ја практикуваат на начин кој што и доликува на Европска унија. Ние да не бевме земја кандидат за Европска унија, сигурно и присуството на Европската унија овде ќе беше само во смисла на прашање од безбедност. Немаше да биде во прашање од демократијата, осим во тие меѓународни
фори кои се однесуваат, но немаше да не навлезат директно тука. Но ние сме земја која аспирира да влезе таму. И тие ти вика, за да влезеш таму, треба брат да си согласно европските норми. Тие европски норми овде апсолутно не се имплементира, затоа што тоа можевме и да го слушнеме. Така да ја верувам дека после 11 декември ние еден дел од реформи кои ни се веќе дел од извештајот на Европската унија, тој извештајот од Прибе што овде се трудат да го минимизираат, тој е дел од извештајот на Европската унија. И било кое враќање во европскиот пат ќе подразбира итни реформски приоритети кои се таму запишани и се таксативни, знаете. На балкански политичар, ако му зборуваш со дипломатски јазик, он тоа го извртува. Затоа ние имаме извештај кој е прилично лесен за читање и за обичниот граѓанин, а камоли за дипломатите. Така да верувам дека ќе имаме жестока политичка кампања и реторика. Се надевам нема многу да се забега, затоа што кажав и преска дека тоа може да има негативни ефекти после. Не треба многу забеганост, но верувам дека на 12 било кој ќе формира нова влада, со тие реформски приоритети ќе се соочи и ние ќе останеме во фокусот на нашите меѓународни партнери, баш затоа што сме држава аспирант и затоа што увидоа дека било која дестабилизација и дестабилизација од аспект на зголемени политички тензии може оваа држава да ја дестабилизира многу. Иначе, ја верувам дека ако нашите партнери или тие големите риби сакаат да Македонија изместат од патот, имаше многу други полесни прашања, каде со многу помалце инвестиции може оваа држава да ја изместат скрос од колосек. Верувам дека овој е патот низ кој ние тргнавме затоа што сами сме виновни. И второ, да не заборавиме, ние секогаш кога сме на тесно, ги викаме нашите меѓународни партнери, кога ќе ни помогнат нешто да договориме, веднаш ги напаѓаме. Значи, не ни се наметнаа нам, нит Прибе ни се наметна. Ама не ни се наметна. Ние имавме политичка криза, каде што имавме луѓе на улица, имавме ризик реален, сега да не заборавиме, и студенти, и влегување на полиција, и тепање инциденти. Добро, вие Све тоа беше дел дека тие сами од себе доште до Оскар, сметаше дека сценарио во тоа било амбасади сценарио. кој што се креираше, Тоа е разликата во Ако сака да ја дестабилизираат Македонија, многу полесно беше по етничката линија да играат која е најбезбедна вака за Таа ја чуваат за подолго крај. Еве, за тоа сега повторно ја пуштаат преку Заев. Ама ние имавме, не ја пуштаат преку Заев, ние ја слушаме таа на сите трибини. Ја нигде не сум слушнал, например, осем една или две албански политички партии кои зборуваат за федерализација, затоа може да збориме. И гледаме онда милион клипови кои зборуваат за федерализација. И што сега, тоа ќе генерира некоја паника кај албанската популација? Кај албанците за сите теми се збори. Но ако се збори, ако една политичка партија бара гласови за албанците да станат ирелевантни или небитни во политичкиот процес, тогаш албанците ќе се замислат дали ние воопшто треба да учествуваме во тој политички процес ако некој сака да не мајоризира. Значи, Охридскиот договор, некои одредени механизми кои се кај нас во уставот метнати не се таму, ама не се таму без причина. Значи, Бадинтеровиот принцип, со Бадинтеровиот принцип вие може да имате 100 пратеници и да има 3 пратеници од немнозинските заедници, тие со 2 гласа можат да ви блокираат 100 гласа. Затоа е тој принцип на немајоризација. Така да, ја неќам многу да ги коментирам, ако да кажам, партиските клипови или кампањски муавети. Него моја сугестија би била да не многу се забега во тоа раздвојување, затоа што не е ситуацијата каква што била пред неколку години или во други изборни процеси, затоа што и кај албанскиот политички блок има зголемена конкуренција и може реално да се случи тоа да ги унезгоди, како да кажем, или да ги стави во незгодна ситуација сите тие кои ќе преговараат во војната. На господин Националски, имам и простор време за реклами, но сакате да кажете дека ова што СДСМ го промовира како ставови околу јазикот и дека е тоа случајно, дека во однос на јазикот, јас сум ја имал таа среќа или мака да работам на прегледот на Охридскиот договор. Ама види се. Тие сакаат да тоа е материјал. Тој е не, сакам ова да го кажам. Рамков договор е устав и закони. Не, ама се да го докажам. Значи сум работел на материјал кој ги поминал сите владини комисии, каде што се зборува за двојазочноста во однос на централната власт. Каде тоа?
во владата на РМ, тоа е направен документ тука, се вика преглед на Охридскиот рамковен договор од аспект на социјална коезија. И таму има некои одредени решенија кои се вклопени во уставно-правниот поредок на Македонија. Значи, Вака како што ги говори сега Заев. Ама не знам за кој дел. Не, ги скривува. Ги па сега не знам кој што вика. Ја отвараме нова тема, ама по уставот вика втор службен јазик на РМ е јазик кој го зборува над 20% на територијата на државата. Сега кај што се прават од политичарите спинови и се меша локална со централна власт и така натаму, тоа е веќе друга работа. И тоа е нивна работа, ја тоа не им го спорам. Јас само укажувам дека по мене не треба да се забегаат многу, затоа што ние сме имали изборни циклуси. На каде мислите да не се забегаат? Не ви разбирам се таму. На Кој да не политичарите, нит албанските, нит македонските, затоа што ќе им биде многу тешко после изборниот процес нешто да договорат ако се забегале во своите ставови. Тоа сакам да кажам. Може намерно забегуваат, тоа ми е прашањето. Зошто забегуваат? Не се од вчера. Затоа што најлесни гласови, Љубиша, се гласови кои атакираат на чувства. Затоа што тие не бараат резултат, тие атакираат на чувства. И ти викаш, ако Љубиша е непријател на Ина, јас со Љубиша ова ќе го расчистам. И ова е веќе теорија, нема потреба. Него искрено верувам дека треба малце да го одржат нивото, затоа што тие гласови колку год да биле лесни, ова општество покажало капацитет некои тенденции на политичките партии да ги амортизира. Но, ако самите се забегаат, ќе им биде проблем после да седнат, затоа што ми од нив ќе бараме отчет. Како што се случува веќе. Се извинувам да почекаме рекламите, бидејќи помина времето, да не ме караат од режија, ќе завршиме со дебатата. Еве при крај со аргументи, господин Јовановски, за вас е овој втор дел, говоревме за тешкотиите околу меѓуетничките односи и сценарии и можности како тоа ќе се развива, но Муслио вели дека до ѕидот името имаме уште многу работа. Сепак ѕидот постои. Тоа е Грција, вето, промена на име. Како мисли дека тоа ќе се развива? Ќе продолжи во таа насока. Значи, тоа што го говораме врз база на моје 20 годишно искуство, го работам проблемот со името, грчко-македонските односи во минатото. Не гледам во овој момент и во догледни идни на некој грчки политичар кој што би имал храброст да влезе во некои преговори со Република Македонија и да прифати дека постои македонци, македонски народ, македонски јазик, македонска историја. Тоа е обесхрабрувачки малку. Не обесхрабрувачки, тоа е реално. Сите реформи што сакате да ги направите, ако знаете дека тоа е... Реформите ќе ги правиме заради наше добро, заради нашата држава. Меѓутоа, треба да забележиме дека сите ови изјави на грчкиот председател не се случајни. И одбран е моментот. Со Обама, сега последно. И со Обама и предходните. Прво ги даде во време на едни големи прослави во Грција по повод ослободувањето на Македонија во Балканските војни, тоа така го прославуваат. Потоа денот Охи, денот кога почнува грчко-италијанската војна во 1940 година, кај што грчката армија храбро се бори и се до април 1941 година дава жесток отпор на италијанците, дури окупира и Јужна Албанија. И тоа е еден голем дел од грчкиот национален мит. И тоа што го кажа со Обама, исто така му беше пресметано. Слично како поранешниот грчки премиер Мицотакис на заминување на председателот Буш му даде одредени пораки и нарачки кои што се остварија. Така и сега, на заминување, знае дека Обама нема никакво влијание, меѓутоа заради грчката јавност и заради засилување на грчката позиција, го кажа тоа што го кажа. Зошто велам не е случајно? Имаме големи тектонски геополитички промени, никој од нас не може да предвиде во иднина што ќе биде, како ќе биде. Забележуваме еден судир помеѓу американците и русите во регионот и најчесто кога големите се судираат, страдаат малите. Освен Турција, на Балканот нема голема нација, голема држава. Сето друго е илузија. Не знаеме како ќе се развиваат состојбите. На грците во ист момент им се отвори прашањето на чамите.
преку еврокомесарот Хан. Потоа имаше еден говор на грчкиот председател Ердоган, каде што под знак прашање го стави договорот од Лозана, кој што исцртува граничната линија. И тоа во моменти кога грчката и турската заедница на Кипар прават некакви напори да дојде до некое приближување. Објективно да говориме, преговараат Атина и Анкара. Грчката и турската заедница на Кипар се само го кажуваат тоа што веќе точно тоа што веќе го договори. Ердоган тоа го направи маестрално. Првим го отвори ова прашање на грците збесна, но истовремено упати порака до се уште силните прокемалистички струи во Турција дека на времето некој не преговарал добро за таа граница помеѓу тогашното кралство Грција и новата турска држава. Само секунда, кога говорите за вокабуларот на грчкиот председател, но сите политичари таму мислам дека имаат тврд став во однос на македонското прашање. Ципрас е малку помек, бидејќи малку по-радикален левичар, меѓутоа и тој не може да направи ништо во овој момент и да сака од многу едноставна причина. Неговото парламентарно мнозинство зависи од партијата Независни грци на Панос Каменос. Пред неколку дена имаше една декларација на независни грци дека тие не прифаќаат во името на соседната држава да стои зборот Македонија. Тоа е порака до сите, вклучително и до Ципрас. Ципрас тоа многу добро го знае, дека евентуално, доколку тој нешто прифати, Панос Каменос ќе излезе од власт и неговата влада ќе падне. А и онака веќе Кириакос Мицотакис се 10 на 15% пред Ципрас со популарност. Само уште едно прашање, немаме уште многу време, меѓутоа се загатна улогата на големите сили. Сите веруваат дека улогата на САД и притисокот што може да го направи за Грција може да биде добар и да заврши работа за Македонија. Други сметаат дека Грција е исто така блиска и со Русија. Каков е вашиот став? Зошто Грција има таква добра, да речам, позиција и на исток и на запад? Зашто е чедо и на истокот и на западот. Кога ќе го видиме документот за формирање на грчката држава, имаш 3 подписи: британски, француски и руски. Во градењето на грчкиот мит учествуваше Западот со античка Грција и Русија со православието, односно Византија. И тука работите се многу јасни. Русија секогаш има добри играчи и во Белград, и во Атина, и во Софија. Од секогаш. Ги немала во Скопје. Значи, кај да бараме помош? Русија? По Русија? Помош, да не биде у НАТО. Ако сакаме помош, треба да водиме паметна политика, односно да се потпреме на тоа што го имаме во моментот. Се надевам ќе дојдат подруги времења, каде што можеби ќе добиеме подршка од некој од силите, меѓутоа за тоа треба да се води една паметна политика и инвестирање во односите со тие сили. Без разлика дали се работи за Русија, за САД, за Велика Британија, која што ќе биде пак значен фактор од кој ќе скочи од Европската Унија, или пак за Европската Унија како целина. Ќе видиме таму како ќе се одвиваат процесите. Бидејќи знаете што, кој ќе го видите минатото на Балканот, големите сили се тука. Ја создадоа Грција, им помогна на бугарите, русите да направат држава, на србите, Австрија, Унгарија и Италија направија, Албанија помогна. Црна Гора имаше една традиционална подршка од Русија, таа ќе си остани понатаму без разлика на моменталните недоразбирања. Да, тоа ќе си продолжи заради традицијата. Ние направивме држава 1944 година без некоја подршка, а после 1991 година најчесто имаме голема подршка со тапнување по рамењата. Почитувани гости, ви благодарам на учеството. Веќе ни истече времето, но ве канам во секоја наредна прилика да продолжиме на истите. Ви благодарам што издвоите време да видите мои гости во аргументи. Ви благодарам, Јувиша, се извинувам. Само јас би сакала, ценам дека и моите колеги ќе се согласат, да им посакаме среќа на политичките партии и добра кампања, мирна кампања. И на граѓаните. А среќа на кампања. Значи побрзо да завршат изборите со добар успех. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.
но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршува. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само говори за вас. Можете да сте саркастични колку што Дајте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашајте го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.